Платите, економијата, климатските промени и миграцијата, но не и проширувањето. До вчерашната министерка за одбрана на Германија и кандидат за наследник на Јункер Урсула фон дер Лајен во свој одговор пред Европскиот парламент ниту еднаш не ја спомена Македонија и проширувањето на Европската унија. Во пресрет на гласањето за нов шеф на Европската комисија, таа ги презентираше приоритетите на нејзиниот мандат. Вети силна борба против климатските промени, меѓународна помош за бегалците и повисоки плати за работниците. Ќе се осигурам дека работата се плаќа. Во пазарната економија секој човек кој работи со полно работно време треба да заработува плата која ќе му обезбеди достоен живот. Таа потсети дека Европската унија има должност да го почитува правото на азил, да се бори против илегалниот шверц на мигранти и да ги спречи трагичните загуби во Медитеранот. I was lucky enough to welcome a 19-year-old refugee from Syria. Пред 4 години во мојот дом дојде 19 годишен бегалец од Сирија. Не зборуваше германски, беше емотивно скршен од граѓанската војна. Денес течно зборува германски и англиски, преку ден е лидер во заедницата, а навечер оди во средно училиште. И еден ден сака да се врати дома. За политиката на проширувањето со земјите од Западниот Балкан не стана збор во денешниот говор. Иако предходните денови, одговарајќи на пратенички прашања, таа порача дека Македонија и Албанија треба да започнат преговори за членство во Унијата. Во отворено писмо до социјалистите и демократите во Европскиот парламент, фон дер Лајен посочи дека и покрај противењето на некои лидери во Унијата, ќе остане посветена на процесот на проширување. Таа Македонија ја спомна минатата недела при представувањето на својата програма пред пратеничките групи во Европскиот парламент, каде рече, оти земјава представува светол пример дека се може да се постигне кога се има јасна цел. За да биде избрана за председател на Европската комисија, на фон дер Лајен и се потребни 374 гласа во Европскиот парламент.